Од владата денеска преку соопштение информираат дека од следната година исклучените домакинства од централното грејење во Скопје нема да плаќаат паушал. Оттаму велат дека во подзаконските акти на Законот за енергетика кој ќе се воведе во 2018 година се предвидени специфични решенија со кои во рамките на законската регулатива ќе се реши оваа како што велат наследена ситуација. Инаку одлуката доаѓа 2 дена откако Уставниот суд пресеча дека паушали ќе се плаќаат. На оваа тема имаме и соговорник со кој што ќе разговараме во дневникот, но пред да го најавиме соговорникот во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот со повеќе информации на оваа тема. Од следната година исклучените домакинства од централното грејење во Скопје нема да плаќаат паушал. Ова денеска го соопштија од владата. Оттаму информираат дека проблемот ќе го решаваат во подзаконските акти во рамките на новиот предлог закон за енергетика. Одлуката доаѓа 2 дена откако Уставниот суд одлучи граѓаните да плаќаат паушали. Имено, во подзаконските акти на Законот за енергетика кој ќе се воведе во текот на 2018 година, се предвидени специфични решенија со кои во рамките на законската регулатива ќе се реши оваа наследена ситуација. Пред да биде објавена одлуката на владата, градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, ја коментираше одлуката на Уставниот суд, за која, како што рече, се уште не била пристигната до надлежните министерства. Одлуката на Уставниот суд е одлука на Уставен суд во кога таа ќе биде доставена до надлежните министерства во зависност од тоа што истата содржи. Согласно ветувањето ќе почнеме да работиме на законско решение согласно со уставните норми. Значи, нити зависи од мојот Facebook статус кој што се шерува, нити од недостаток на волја на СДСМ. Напротив, меѓутоа ова е одлука на Уставниот суд кој што не е врзано нити со мојата активност како портпарол, како потпредседател на партија или градоначалник на Скопје, нити со активноста на владата на Социјалдемократска сојуз на Македонија. Околу 12.000 домакинства исклучени од системот за снабдување со топлинска енергија секој месец плаќаат паушален износ во зависност од површината на станот. Тие веќе неколку години протестираат пред регулаторната комисија за енергетика, а најавија дека освен пред домашните судови, правдата ќе ја бараат и пред судот во Страсбург. Да, токму за оваа одлука на владата, но и за тоа дали и каков епилог е ова за граѓаните кои што со години наназад протестираат пред регулаторната комисија за енергетика. Нова тема во овие вести разговараме со господинот Маријан Ненов од Сдруженијето Но Пасаран. Најнапред добро вечер и добро дојдовте во вестите на телевизија 24. Господине Ненов, слушнавме ви од прилогот што соопшти од владата. Велат дека проблемот ќе се решава во рамките на Законот за енергетика, поточно во подзаконските акти каде што ќе бидат предвидени специфични решенија. Како еве вие ја коментирате оваа одлука на владата? Прво ја поздравуваме намерата на владата да го реши овој долго провлекуван проблем и веруваме во зборот на премиерот. Мислиме дека ставовите на граѓаните кои што се исклучени од системот топлификација треба да се преточат првенствено во Законот за енергетика. Значи да биде тоа став во Законот за енергетика и од тука да се преточи исто така во правилникот на регулаторна комисија за енергетика. Ова е многу битно да биде воведено во закон, а не само во подзаконски акт, бидејќи подзаконските акти се многу менливи категории. Денеска ќе имаме еден подзаконски акт, утре ќе донесе на некоја седница ќе се донесе некој друг. Затоа ова мора да стои во Законот за енергетика. Не само ова, туку и останатите 20 на предлози кои што ние како Сдружение на граѓани ги дадовме до Министерството за економија. Така. Претходно најавивте дека ќе тужите и пред судот во Страсбург. Еве, останувате ли на оваа одлука? Што понатаму? Значи, индивидуално, членовите на Но Пасаран и граѓаните кои што се тужени од страна на компанијата Balkan Energy Group во споровите што ги имаат изгубено во судовите на Македонија, веќе имаме, мислам дека преку 300 преставки до судот во Страсбург. Меѓутоа имаме и една наша судска постапка кај што ние ги тужиме како здружение и БЕК и регулаторна комисија за енергетика и таа е за сега заглавена во судот на апелација. Очекуваме од таму судот во апелација да пушти оваа пресуда за да видиме и да решиме што ќе правиме понатаму. Господине Ненов, ви благодарам многу за гостувањето во вестите на телевизија 24. Тоа беше господинот Маријан Ненов за одлуката на владата која што денеска донесе во однос на плаќањето на паушали.